Според годишниот извештај на јавното предпријатие Градски паркинг, зонско паркирање се предвидува во општините Газибаба, Киселавода и Карпош, и тоа една улица во Автокоманда, 4 улици во Киселавода и 3 улици во Карпош 1 и кај Лептокарија во Карпош 3. Но градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, ги демантира информациите дека ќе се воведе зонско паркирање во овие општини. Не сме влезени во имплементација на таков тип на паркирање. Она што излезе во медиумите во последниот период не е ништо освен годишната програма за развој. За да дојдете до таква имплементација, треба да имате годишна програма за развој на градски паркинг, што е вообичаено. Ниту сме разговарале, ниту тоа е предмет на имплементација. Мислам дека беше погрешно интерпретирана годишната програма, рече Шелегов одговарајќи на новинарско прашање. Шелегов појасни дека не знаа дали во текот на годината ќе се пројави интерес кај определена општина за воведување зонско паркирање, а доколку некоја општина пројави интерес, тоа нема да може да се реализира доколку не е предвидено во годишната програма. Од јавното предпријатие Градски паркинг за Прва Скопска изјавија дека континуирано ја следат состојбата и имаат констатирана заинтересираност кај граѓаните за уредување на паркинг површини во овие општини, затоа што евидентиран е се поголем метеж во сообраќајот. Бројот на возилата е зголемен и наоѓањето слободно паркинг место е отежнато, од што се јавува заинтересираноста за уредување на паркинг простор. Од Градски паркинг велат дека постапката за отворање нови паркинг зони не зависи од нив. Потребно е граѓаните да се обратат до општината, а општината да поднесе барање до јавното предпријатие, кое ќе го разгледаат и ќе постапат согласно донесената одлука.